Се зголемува бројот на граѓани кои започнуваат да ги користат услугите, а доказ ова било тоа што на порталот услуги.gov.mk во период за 18 месеци бројот на услугите се зголемил од 50 на 75. Пред 18 месеци имало 30.000 корисници на овој портал, а сега околу 75.000. Од невладината организација Актис од Прилеп за 18 месеци поминале 30 на места во Прилепско-Долненскиот крај, со што биле опфатени 10.000 граѓани кои биле запознати како да пристапат до овие услуги. Оттаму велат дека е потребна поголема едукација на ова поле и поголема достапност на овие услуги од страна на институциите, особено оние на локално ниво, како на пример во општина Прилеп. Имаме посебна категорија на општинската страна услуги, но за жал, кога ќе пристапите на услугите, вие можете да видите дека само барањата можете да прочитате, да си го земите барањето, да го испечатите и да го поднесете директно на шалтер. Значи во моментов локални услуги многу малку има. По укажувањето дека законски мора да се има и секторот пријави проблем, истиот е повторно активиран на сајтот на општината, каде граѓаните може да пријават проблем во 8 категории. Но сите општини, за да ги трансформираат услугите во електронски, побарале помош или од владата или од ЗЕЛС, бидејќи немале пари за тоа. И е многу важно не само услугата кога ќе се изработи да биде електронска тој процес, понатаму самата одржливост, кој би ја одржувал, доколку се поднеси преку некоја фирма, па тендерска документација, и затоа тие бараат и сакаат дел од услугите кои ќе бидат електронски да се направат со помош на Министерството за локална самоуправа. Придобивките од услугите се големи. Граѓаните нема да се гужуваат по шалтери, побрзо ќе ја добијат бараната услуга, а ќе се намали корупцијата ке администрацијата. Поголемиот дел од граѓаните од домаќинствата во Македонија имаат електронски уреди и пристап до интернет, можат да ги искористат како што на пример плаќаат паркинг за преку телефон, истото тоа да го направат преку својот телефон за да се извадат некое барање. Од НВО Актис и преку карикатури се обиделе да ја представат потребата од воведување на услугите и едукацијата на населението за истите.